Иако дождот ја намали загаденоста на воздухот во Тетово, таа и сега е за 10 пати над дозволеното ниво. Состојбата со честичките на ситна прашина во Тетово е алармантна, сметаат од Општинската организација на демократската обнова на Македонија од Тетово. Затоа јавно бараат од Советот на Општина Тетово да изнајде решение за проблемот. Советот на Општината е правото место каде што овие работи треба потхитно да се почнат да се решаваат. Затоа, денеска символично, а од понеделник изванично, ќе побараме да нашите советници одржат посебна седница за овој шампионски проблем, од кој очекуваме да произлезат конкретни, ефикасни и итно справедливи решенија. Од дом ќе им предложат на тетовските советници да усвојат мерки кои ќе имаат за цел намалување на загаденоста. Често да се вршат контроли на компаниите кои работат со потенцијално опасни материи. И, второ, товарните возила комплетно да се пренасочат надвор од градот со полициски контролирано користење на обиколницата и регионалниот правец од Желино кон Шемшево и од Лешок кон Јегуновце. Автомобилскиот сообраќај и покрај престојните празници драстично и без одлагање да се редуцира и тоа со следниве мерки. Редукција за околу 50% со воведување на пар-непар систем за автомобили од градот. Комплетно редуцирање на дотокот на автомобили од руралните средини со исклучок на дојдените од странство, така што ќе се организираат и полициски контроли. Ќе се организираат и контролираат 3 бесплатни паркинзи, кај стадионот, медицинска пластика и клучката кон Гостивар, и од кои ќе се организира масовно димензиониран автобуски превоз. Ова подразбира дека на овие паркинзи ќе бидат стопирани и сите комби превозници. За лична, непосредна и актуелна информираност на сите ние како граѓани имаме право, а локалната и централната власт и партиите имаат обврска да ви кажат контактите каде може да ги добиете сите информации и дополнителни мерки и решенија за санирање на состојбата кои ги носат властите. На страницата www.airquality.moepp.gov.mk и на следните телефонски броеви 02 3 251 488 и 02 3251 483, каде што може да видите каква е состојбата со воздухот во Тетово. Од дом потенцираат дека и владата треба да ги прошири мерките во насока на што поскоро изнаоѓање на решение за проблемот. Итно, уште од понеделник, да се активира едната мобилна мерна станица на Министерството за здравство, која ќе изврши мерење во сите населени места во Полог, ќе мапира состојбата, ќе алоцира евентуалната главна причина и ќе превземе соодветни мерки. Второ, во идниот период да осигура комплетно, по вертикала, функционирање на државните институции, кои се дел од системот за информирање и алармирање, а кои се предвидени со акциониот план за справување со аерозагадувањето. И трето, со оглед на престојните празници, зимскиот распуст и неповолната прогноза, без ветер и без врнежи, кои многу не ни помогна, а во координација со раководството на најголемиот и скоро единствен индустријски капацитет во Полог, Феро Алојс, познат како поранешен Југохром, да се реализира колективен годишен одмор до завршување на распустот и до изнаоѓање на соодветни мерки по мерењата од Министерството за здравство. Загаденоста е проблем кој не треба да се занемари, затоа од дом бараат помош и од медиумите. И затоа добро ќе биде ако на јавни дебати на кои што ќе присуствуваат стручни лица, кои што ја знаат проблематиката, како и лица кои што се со закон обврзани да ја пратат и да ја санираат состојбата, ќе изнајдат соодветни решенија кои што на подолг период, мора да потенцирам на подолг период, ќе донесат до тоа да квалитетот на воздухот што го дишеме биде на некое задоволително ниво. На пресконференцијата на присутните им беа поделени и заштитни маски, кои се еден вид заштита од штетното влијание на загадениот воздух.